Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публико, каде да сте. Еве, во ова специјално издание на Гласот на народот, токму пред изборниот молк, останува некаде околу 180 минути или час и половина до тој молк, но дали да молчиме, дали да бидеме трезвени или да се разбудиме едноставно од овие ситуации кои ни се случуваат во нашето секојдневие, никако да излеземе од таа мантра на меѓусебно канабалистичко однесување, јадење е живи луѓе. Ево, ова смислен зборот Заев го употреби, али Заев беше во една друга конотација, а тој направи, како што кажа мојот вечерашен гостин, идентитетски идентитет. Ова е геноцид. Тоа нема. Срчав, барав, сите можни страници на интернет, на се, не постои во човековата историја таква монструозност. И неговиот наследник, следбеник, Сенка, го прави истото. Вели вака. Таму кај што нема градоначалници од СДСМ, јас сум културен и кажувам, не идам со таа СДС, СДС, гласајте по своје убедување. Кој убедување, Филипче? Во која држава, во која средина функционира, живееш или? Македонија е куќа со повеќе одај. Тие одај се тие општини во кои живее народот. Вие сте слуги на народот, почитувани политичари, од која да е страна. Живеете, функционирате од парите на македонскиот народ, кој честно ве кишира секој месец на први или по основна аконтација на личен доход, или пензија, или да не редам социјална помош и се тоа. Затоа треба се почитува народот и неговата волја, а волјата е да стави крај на ова шизофренија, на ова безредие, беззаконие. Народе, мој убав, гледате, мојата сценографија е токму времето. А времето, ако ве погази, верувајте ми, ќе бидете изгубени и во просторот, и во времето, и во се. Затоа, велам, Македонија е пред голема раскрсница, дали народот ќе му даде сила на разумот, или пак ќе ја препушти иднината на хаосот, поделбите и туѓите интересни. Што ова? Немојте случајно да си поиграте со градот Скопје, која е главната метропола. Не само метропола, Македонија, која екзистира преку скоро 1 милион. И на дневна основа тоа. Македонија мора да разбере дека градот Скопје не сме да биде во рацете на дилетанти, на неписмени, на полуписмени, туку на способни луѓе. Реков, со мене се двајца соговорници кои секош ја зборуваат вистината, писателот и мислител Ефтим Клетников. Добро вечер и добро дојдовте. Добре нашол. И државникот и борец за македонската кауза Тодор Петров. Добро вечер. Добро вечер. Почнувам веднаш, почитувани, со оглед дека да ве поздравам од екипата, тоа е Кристина Томич, мојот главен продуцент, и Ивана Алексовска, мојот главен технички реализатор и главна инженерка, да речам, во режијата, која ве за вас вечер овие 87 минути подготвуваат еден прекрасен блок и на клипови, и на видео инсерти, а ние ќе разговараме на оваа тема. Само еден джингл и се враќам.
Клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Ќе биде доста интересно. Ваква формат на соговорници, навистина ќе го содржат вниманието ваше и ќе бидете свесни за кого ќе го дадете вашиот глас. Ова не е агитација, ова отварање на очите и на виугите ваши. Господо, дали ќе ми дозволите да одиме со една увертира за тоа да збориме кој, зошто и што и напри на Македонија да биде новак подерече. Може? Еве, предлагам почитувани да одиме со изјавата на господинот Киро Глигоров и колку тоа не чини. Ние сме Словени, дојдени во 6 век на овие простори, немаме никаква врска со Александровата цивилизација. Да, тоа беше Киро Глигоров со неговата брилјантна изјава дека ние немаме врска со античка Македонија и дека дојдовме со цевчиња преку Дунав, зад Карпатите во 6 век. Ајде, јас морам да го поздравам господинот Гоце Пенговски од САД, кој... Панговски, благодарам Тодор, кој ме замоли да пуштам еден инсерт, а тоа се работи за, како што вели и Панговски, неспособниот, он го пишува градоначалник Петре Шилегов. Да, ова се инсертите за еден грчки документо се вика, весник, во кој Петре Шилегов исто во стилот на неговиот ментор Киро Глигоров вели дека има многу факти и аргументи како и зошто Александар Македонски не е дел и никош не бил дел на нашата регуларна историја. Значи, ова е Петре Шилегов за документот грчкиот весник, кој даде изјава. Наместо да говори за локални прашања, Шилегов се дрзна да каже, да изјави дека врска немаме ние со Александар Македонски. Благодарам, Ивана. Господо, еве, тоа нека биде почетокот за двајцата, со оглед дека, навистина, фундаментата се покажа каде оди Македонија. Ќе му дозволиме на господинот Клетников? Повелите го. Да, мислам дека таа изјава на Киро Глигоров е трагична, дека ние сме Словени и немаме врска со континуитетот со античка цивилизацијата на античка Македонија, што е нонсенс, бидејќи тој концепт за тоа дека античките македонци се Грција, знаеме, во 19 век на Дројзен, еден учен германец, високо учен, кој е советник на Ото Баварски, увезениот крал на Грција. Знаете, Грција прво увезува германски крал, па англиски и така натаму. И теоријата за тоа дека ние сме словените доаѓаат во 7 век од зад Карпатите е Дројзеновска, така и за жал Европа го вглобува тој концепт и на нејзините престижни универзитети на Кембридж, Оксфорд, Сорбона, така и тоа до денес останува така. И сето тоа е резултат на нашето најсовремено погрчување на античките македонци, кои се наши предци, ја пронеле македонската слава и македонскиот концепт, што ние го викаме македонизам низ светот. И како резултат на тоа е конечниот идентитетски геноцид на македонците во Преспа 2018. Така што тоа не е случајно, бидејќи ние на основа на идентитетот само да бидат античките македонци грци, веќе сме ништени од Европа цело едно столетие, почнувајќи од 1913, да не одиме назад во историјата, каде што исто имало македонски голготи, ако сакаме уште и по победата на македонците од суровата Римска империја, нели во Византија, кои
исто биваат распарчени, разделени на 4 дела со забрана за комуникација, што е некоја префигурација, би рекол, за 1913 за Букуреш, така да таа е многу тажна изјава на Киро Глигоров. Колку не чини тоа? Да, тоа не чини многу скапо, не чини губење на името. А името е фактички тој символ, тој архетип кој го влече македонскиот идентитет со се, неговата културно-цивилизацијска слика од пред неколку милениуми. За тоа сведочи најголемиот, како да кажам, и социолошки, и антрополошки, не само религиозен и историски документ, Библијата, која исто така се обидуваат на места да ја фалсификуваат само. И што е трагична уште грешка на Киро Глигоров. Шилегов не сакам да го коментирам, тој со тоа што го изјавил е човек кој тотално ништо не знае. Знаел нешто да биде политикант и така натаму, отворено ќе го кажем тоа. Меѓутоа, Киро Глигоров, председателот, за жал, не знаеше и вредноста на името. Што е тоа име? Што е тоа архетип? Дека е тоа животот, душата на еден народ, колективната душа. Кај секој народ, не само кај македонците, и веројатно затоа и го даде името под БЈРМ во Обединетите нации. Тоа беше една трагична грешка и после неа почна ова уривањето на македонскиот идентитет. Као лавина да се... Па дојде Лисабонската фашистичка европска декларација и така натаму и така. Да. Така да во кратки црти тоа е мојот коментар. Да, благодарам многу, господин Петров. Да веруваш во изјавата на Глигоров, ние сме Словени, и исто како да кажеш, американците се црнци, бидејќи председателот им беше Барак Обама. Ноторна глупост. Меѓутоа, борбата за идентитетот покрај со соседите ни предстои и внатре во Македонија. Отворете ги учебниците по историја, автори им се академици, велат вака. Словените од зад Карпатите во Македонија дојдаа по 7 век од нашата ера. Киро викал 6. Ги затекна староседелците македонците, а тие пак, поради доаѓањето на словените, се повлекоа во приморските градови и на планините. Тие се денешните власи во Македонија. Ги читаме најновите изданија на новокомпонирани албанци историчари кои велат ние сме илирите. Александар е албански, не е македонски, затоа што мајка му Олимпија била илирка. Така да велам, борбата нам ни предстои во Македонија, затоа што кога ќе седне внукот пред вас или вашиот син да ве праша, тато, кои се македонците во Македонија, читајќи ја литературата официјално издадена од службени установи на државата Македонија, ќе останете во бунило, не знаете кому да што да одговорите. На крајот на краиштата ние се сеќаваме каква беше реакцијата на албанските партии за време на промоцијата на македонската енциклопедија што ја издаде Мано. Во Тетово протестира, протестантите сите беа облечени со црни маички, жолта апликација, ликот на Александар Македонски, околу него македонско-илирски фаланги. И на крајот на краиштата доаѓаме до заклучокот, ако и албанците се македонци, а тоа го тврдат во Белград, Софија и Атина дека се срби, грци и бугари, тогаш прашањето зошто омразата и одмаздата за наследството кога сите се повикуваме на исти корени. Најстаро право во историјата на човековата цивилизација, правото на собственост и наследство, да кажеш ова е мој, ќе го наследи мојот син. И затоа војните, иако сите сме биле делови на исти империи на овие простори и несомнено влечеме исто културно историско наследство или носиме исти културни или слични културни историски вредности, илузијата да бараме одговор на прашањето
Кој е постаро? Што е постаро, јајцето или кокошката? Заблудата која западните во наводници демократи ни ја наметна, за да ни всадат подсвест Балканот е буре барут, по логиката раздели па владе, постојано да бидеме во меѓусебни војни, во постојана омраза и војна наместо љубов и мир. И да. Ма видите, Томич, само да додадам. Тоа што се однесува дали античките македонци се грци или не се, тоа може да се побара кај античките историчари, каде што они зборуваат дека нема врска античките македонци со античките грци или со грците. Херодот. Мора да прифатиме прво една вистина. Не постојат антички и нови народи. Не постојат антички и словенски македонци. Македонците се македонци во континуитетот пред нашата ера до денес. Не, свати, јас зборувам за античката цивилизација во тој контекст. Да, во тој контекст е напишана и спогодбата. Они велат втората страна не сме да се меша во хеленската цивилизација. Да, не се меша во хеленската, ние збориме за македонската цивилизација. Иди зборот ми беше дека Херодот, таткото на историјата, кој е грк, тој децидно вели дека овие старите грците се дојдени како данајци од Египет. И Бернал ја напиша книгата Црна Атена и дека позајмувале, тоа е еуфемизам, краделе, митови традиција од пелазгите кои се нашиот корен. Така да се во античките историчари е вистината која Западот не ја прифаќа, макар да е тоа вистина, мижи пред тоа и Западот има фројдовски речено Едипов болен патолошки Едипов комплекс кон Грција, дека целото тоа, па ако имало еден таков сјаен кој го се признава филозоф како Аристотел Македонец, сигурно не е осамен. Имало и скулптори македонци. Да, мораме на запрека почитувани, значи, почитувани гледачи, како што можете да регистрирате дека навистина големи тешкаши, како соговорници, од кои можете само повторно да научите и да се отрезнете. Ово беше шлагвордот за Киро Глигоров како татко на нацијата и на социјалдемократската партија. Тоа беше прва книжка на... Прва книжка, 0001. И затоа во Штип велеше, не ми ја давајте Југославија. Да. Има и други вистини, но одиме од тоа како се рефлектира врз основа на неговите следбеници кои денеска ја распродадоа, ја продадоа, ја уништуваат Македонија и велат гласајте по своето убедување. Затоа насловот на вечерашната емисија е ВМРО ДПМН е пред апсолутна власт, стабилност или предизвик. Зошто ја земав оваа тема како една водилка? Од таа смисла зборот што ова политичка партија уште во опозицијата, во времето како опозиција беше конзистентно во ставот дека нема да подклекне на диктатот и беше против Преспанскиот договор. Апропо тоа, вечерва, затоа е подготвив еден блок од 4 блока од прашања, в кои би сакал да ги поставам наизменично. Господин Петров, со вас ќе почнам. Дали овие избори ќе ја потврдат довербата во Мицковски и во ВМРО ДПМН? Па, за очекување максимата секоја партија се бори за власт. И да ја сочува власт. И не е спорно дека и ВМРО ДПМН се бори да ја освои власта и на локално и на централно ниво и во единиците на локалната самоуправа, во општините градот Скопје, собранието, претседателот на државата. Меѓутоа, не смееме да забораваме дека многу арно и не е наарно. Односно, власта не подразбира само права и обврски, туку пред се и одговорности. Конзистентност во јавно искажаниот збор. Да ја сочувате довербата и верата, за да го задржите вниманието на јавноста и мандатот и на наредните избори. И од тука резултатите на овие локални избори покажуваат дека ВМРО ДПМН ќе бидат апсолутни победници
Како ќе ја моделираат и ќе ги реализираат програмите што ги ветуваат, времето ќе покаже. И да се надеваме дека прва задача на новоизбраниот градоначелник ќе биде да го исчисти во рок од 72 часа Ветеното да се ветеното ѓубрето од градот Скопје, бидејќи покрај тоа што сме најзагаден град, речиси во светот, станавме и највалкан град во Европа. За да ни шетат глувци што не е на убаво, не е на од добро. улиците, да, а се спремаме да бидеме наскоро за некоја година европска метропола на културата. Да. Господин Клетников, дали конечно Македонија може да добие политичка вертикала, централна и локална власт во иста насока? Знаете, централната и локалната власт се судираат по дефиниција само кога има од различни партии. Победата на ДПМН сега е во знак на тоа што фактички немаат опозицијска партија македонска. Веќе СДСМ е во умирање како партија и дај Боже да умре. Зошто? Јас требали пак да повторам дека 100 пати сум изјавил дека СДСМ е фашистичка партија. Дури го поканих Филип Чако сака на дебата да му објаснам зошто е фашист. Во емисија го кажа. Затоа и тоа го кажувам затоа што има индиции да се оквалификува како таква. Затоа што таа изврши идентитетски геноцид врз македонскиот народ. И затоа е тако и затоа заслужува таква судбина. Само видете, ВМРО ДПМН сега мора да внимава. Не сме таа победа да ја прифати триумфалистички и да се однесува авторитарно. Народот е многу чувствителен за тоа, така да потоа ќе го казни и тоа. И мислам дека е шансата во Македонија да дојде на сцена една јака опозиција, ама не СДСМ. Она и нема да се крене, освен ако не погреши ВМРО ДПМН, нели, ако не направи груби грешки, како што обично, кога ќе залидаат и СДСМ во триумфализам и прават грешки и тоа катастрофални. Премиерот најави дека после локалните ќе направи голема чистка во владата. Да, може, видете сега обвинителството и судството. Видете, болеста, рак болеста на Македонија е етнизмот, етничкиот партизам. Мислам дека браќата албанци не се, мислам, според се тоа што се случуваше до сега, бидејќи со албанскиот блок владееше еден терорист, Али Ахмети. Знаете, тоа беше краен сарказам на Западот, што прво го фингира, тој судир од 2001-та, тој не е чисто албански, тој е фингиран од Западот, тоа го знаеме, и што ги доведе терористите директно во власта, а тоа се беше во концептот да се понижи македонскиот суверенитет и да се дојде до преспа 2018. Пак ќе дојдеме на Киро Глигоров, што самиот ја дерогирал Македонија и ја сатанизирал. Мицкоски зборува за влада на народот, дали е тоа синергија, дали таа синергија е клуч за економски и институционален пресврт? Која и да е власт мора да појде од уставноста и законитоста во владењето. Без тоа немаме правен поредок и немаме држава. И затоа подсетувањето кое го запишавме во членот 1 и 2 од Уставот на државата Македонија, дека Македонија е суверена и самостојна држава, чиј суверенитет е неделив, неоттугив и непренослив, произлегува од граѓаните и ним им припаѓа, а тие пак власта ја остваруваат преку демократски избрани представници и по пат на референдум. И никогаш не сме да се заборави на двете референдумски одлуки. Од референдумот 8 септември 1991 и 30 септември 2018 година. На референдумот одржан на 8 септември 1991 година, речиси 4/5 од вкупниот број запишани избирачи македонци пороти државјанство гласа за, цитирам, суверена и самостојна држава Македонија, не република, држава Македонија, завршен цитат,
без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите, без исклучок. И одлуката на референдумот од 30 септември 2018 година, каде што речиси 2/3 од купниот број запишани избирачи, македонци проти државенство, не гласа за членство во Европската унија и НАТО алијансата и го отфрлија договорот Димитров Кодзиес од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ, кој заедно со договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година се со цел Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја, чии администратори ќе бидат Атина и Софија. Ова треба да биде основата на внатрешната и надворешната политика на било која влада, бидејќи незиниот суверенитет, незиното владење произлегува од суверенитетот на граѓаните, односно народот. И зошто деформацијата, го спомна дека таа партија требаше да биде забранета. Македонија доживеа системска деформација со дисолуцијата на поранешна СФРЈ. Најголемите комунисти станаа најголеми капиталисти и затоа општеството транзитира во агонија речиси 3 децении. Не може да создадеме реформирани институции за да имаме владење на правото, на правната држава, на заштита на правата и слободите. Очигледно е дека извршната власт не кореспондира со јавното обвинителство и со судството. Тука се дефектите во имплементацијата на уставот и законите, затоа што имаме владење на корупцијата и високата корупција и организиран криминал. Странскиот фактор и го создаде јавното обвинителство за да го прочисти системот со Катица Јанева и наместо да бидат заштитници на правата и слободите и на владењето на правото, тие стана најголемо гнездо на висока корупција, организиран криминал, која врши се политичка пресметка со политичките опоненти. Господин Клетников, тоа се 30 минути, има и 90 минути, значи првата третина. Тодор спомна убаво, а председателот на владата кажа дека мора да дојде до ресет на обвинителството и судството за да тргнат работите напред. Да, мислам дека Тодор е извонреден аналитичар и многу добро ги сложи коцките на таа анализа. Јас нема што повеќе да додадам многу. Мислам дека народот кај нас се чувствува безпомошен визави извршната власт. И тоа е тажно. И јас, бидејќи сум илитерат, сега ќе сакам една аналогија литерарна со Франц Кафка и неговиот процес со Јозеф К, кој е обвинет, без да знае зашто е обвинет, и лута по ходниците, од ходник до ходник во една депресивна ситуација и на крај завршува кога во каменоломот надвор двајца со мантили го и со толги месарски ножеви го убиваат. Сега јас не сакам да кажам дека баш е таква трагична ситуацијата и на народ, но тој се уште лута во тие лавиринти како обвинет во правниот. Тој е воопшто несигурен во правниот систем и со право е несигурен. И знаете што се случува. И таму има етнички турбуленции во правото, дали се партиски, така да апсолутно народот е оставен како тој јунак, безнадежен, кој не знае ни зошто е осуден, ни зошто е малтретиран, дури ни кој го суди Јозеф К. Дали е страф? Прекрасна компарација дадовте со Јозеф од Кафка, но дали е ред и време конечно да има тоа чистење, таа чистка во судството, обвинителството, бидејќи не може да одат. Сега јас ќе ви кажам уште една аналогија. Јас се служам со аналогија, бидејќи јас одамна тврдам и тоа сум го пишувал и сега ќе го кажам пред гледачите дека за да се оправат работите во една таква какафонија,
Тодор зборуваше за суверенитет, за референдум и каде народ. Тоа воопшто не важи во ова држава. Ова држава апсолутно нема суверенитет. Ја можем тоа да го експлицирам. Објавив една колумна која излезе пред 2 дена, суверенитет се вика, има едно продолжение каде што повеќе ќе зборувам за нашиот антисуверенитет кој го немаме ни национално. Ние сме обични граѓани, збир во збирот, македонците, без ова се урнаа основските темели, овај идиот Заев што би рекол и другите ги така да кај нас суверенитетот, архетип на суверенитетот е асnomскиот суверенитет. Тој е тотална и што ми беше зборот, дека една таква какафонија од држава може само да ја оправи некој добар диктатор. Ама знаете каков диктатор? Диктатор просветлен, од просветлен тип, како што беше за русите Петар Велики и за турците Кемал Ататурк, кој за 20... Вие знаете каква е историјата со Петар? Го фатија син му во Виена како прави заговор против Русија. А уште за време на Петар Велики имаше и НКВД, појака од денешната Русија. Отидува, го фатија во една кочија, во кочија го однесува, немаше авиони во Петроград, и го судеа. И го осудија, знаете како, на ликвидација. Петар Велики присуствува на судењето. Он вели Русија е во прашање, тој изгрешил, шпионирал, сакал да ја предаде на австриците, Русија, така. Така. А кај нас гледате што прават татини, мамини, синови на високата класа се тотално заштитени, купуваат згради цели и така натаму и така. Значи, прашањето на суверенитетот кај нас треба да се доведе, ти го спомна Мицкоски во тоа дека решил да прави чистка и треба чистка. Ако го направи тоа и ако го охрабри народот, алал да му. Иначе што се однесува до ова судско дуло од тие затворени овие што не можеш да ги поместиш, а ги држат и странски овие служби, знаме и од Калет, и од таму, и од вамо, за да се растури суверенитетот на ова држава. Ако јас би бил, сега се споедах, на таа диктаторска позиција, јас би ги собрал во една вреча и би ги фрлил во Вардар и би донел едно ново поколение, младо, едно со енергија и интелектуална и пред се етичка енергија. Ако судија нема етичка енергија, етички капацитет, а тие никој нема етички капацитет за да биде. Тоа е функција која јас сум поет писател, на писателот дури не му забележуват. Не страда никој од тоа, што не му забележуват ни на Маркиз де Сад, што бил таков и што. Но судијата, лекарот, видите вие што беше, јас пишував и за тоа. Овај Кедев, доктор Кедев, што го откри криминалот, вадат живи срца за да работат. А живи срца, видите, И случајот каде што имате болката. Да, јас се носам таа болка. Тие судии за кои дискутираме сега за уставен, за овие и тоа што убаво го објасни, тие го владат дури колективното срце на народот, целото срце. Така да. Таа судија што ги смести уставобранителите од 2017 во Идризово. Па тие треба да се затворат и Вилма и наградена уставен председател на уставен суд. Тие треба да се судат и Вилна и ние ги судевме. Овие македонски манифест беше ти мислам на ова. Ние ги судевме Вилма Русковска и Кацарска за криминал судски. И тие ништо не им фали, невини луѓе, 27 април, кои го бранеа уставниот поредок, 3 века да ги затвориш. Додека овие овие терористите од 2001 немаат гајле, тие се во власта, тие се, а тоа беше експеримент да се заплашат македонците. Да не тоа беше глава. специјален експеримент, дури фингиран според некои, тоа што ти може поубаво беше намерно фингиран и тоа имаше многу успех во заплашувањето на македонците. Зошто? Затоа што македонците се култивиран народ, немаат трибалистички инстинкт.
космополитски народ уште од антиката го. И тоа е судирот главно и во антиката меѓу македонската космополитска цивилизација и римската етноцентрична. Филип ги ослободил своите робови на победата на Хиронеја 339 година. Тоа е што рикам јас, го користам, навистина жалам што физички не е присутен меѓу нас нашиот заеднички пријател и брат Нестор Огинар. Тодор како збореше, прво сум македонец, а потоа човек. Ме радува што младиот и иден градоначалник го вели тоа, прво сум човек, а потоа сум градоначалник. Знаете, кај нас власта е по системот дедо, тате и бате. Водно беше синоним на една елита, олигархија во тој поранешен систем. Меѓутоа, нивните деца продолжија да владеат со оваа држава. И затоа беше многу упатно она што го предлагав како пратеник. Тие што биле носители на јавни функции во последните 20 години пред дисолуција на поранешна СФР од времево на суверена и самостојна држава Македонија со меѓународно правен субјективитет, да имат забрана да бидат бирани и да вршат јавни функции. Не може некој што бил во наводници авангарда во комунизмот да биде авангарда и во капитализмот. И затоа кажав, за жал, најголемите комунисти стана најголеми капиталисти. Донесоа закон за трансформација, односно приватизација, за да бидат директорите газди, и стана неколку фамилии собственици на Македонија. И ги гледаме децата на лидерите на СДСМ, претходниот, актуелниот состав, со 18 години стануваат бизнисмени, водат големи профитни бизнеси. Ни продаваат струја место помпири. Тука беше и претходни и од ВМРО, Лјупче Георгиевски. Влезе голтер во политиката, сега е милионер, бизнисмен. Да, и никој ништо не му може. За жал. Во контекст на сето тоа би свртел страницата на вториот блок, као тоа е левица без совест и духовна и морална криза. Фокусот ми е токму на оваа левица и СДСМ, кој го изгубија патриотскиот компас. Народот веќе гледа дека тие се минато. Еве, знаете зашто го зборам? Бидејќи јас во старт, почитувани мои гости, значи секогаш милувам и ве замолувам после ова емисија ви останува околу час и половина, па срчајте, одите на YouTube на мојата емисија со професор доктор Шкарич, Светомир Шкарич. Светомир Шкарич или ментор на Пасиев, Димитар Пасиев, кој промоција направи во Гласот на народот 2009 и 2010. Задоволство им беше. Ме замоли господин Шкарич, Слободане, молим те, овој ми е првенец, викни го со целата екипа да промовира книгата за името. Господинот Шкарич рече вака: Слободане, Димитар Пасиев гласаче за промена на името за да живее подобро. Че повторам, ова е изјава на Шкарич, гледајте ја во мојата емисија пред година и нешто. Викам, што збориш, професор? Па не си ме слушал, викам, емисијата. Па не, јас нешто почувам, тоа жива емисија. И навистина. Таа една дискрепанца што се случи од таа гледна точка сега, гледам дека без никаква совест, никако да се македонски дефинираат. Еве за двајцата. Левица и СДСМ ги изгубија патриотскиот компас, народот веќе гледа дека тие се минато. Може Петров, па вие. Времето ќе покаже. Ви покажува колку вреди, иако се сеќаваме на една изјава на поранешен председател Бранко Црвенковски, кога СДС изгуби власта од ВМРО ДПМН, народот е во право и кога греши. Јас би додал дека народот секогаш е во право. Никогаш не греши. Народот, велам. Затоа што ја знае својата историја, сегашност и иднина. И затоа ја повторив дефиницијата за државноста од членот 1 и 2, што е реплика во уставите на сите држави во светот, дека државата е суверена, суверенитетот произлегува од граѓаните, не им припаѓа, тој е неделив, неоттогив, непренослив, и дека власта ја остваруваат преку демократско избрани представници по пат на референдум. Овие избори ги оценуваме за фер, слободни и демократски. Ние им упативме честитки како Светски македонски конгрес на
избраните градоначалници, советници, на тие што ќе бидат избрани на 2 ноември, неделава, со очекување да ги реализираат уставните законските надлежности и програмите што ги ветиле за подобри услови за живот и работа на сите кои живеат во оваа држава. Не постои во Македонија дискриминација по основ на човекови граѓански права и слободи. Повторувањето кај поединци е заради туги и други интереси. Не постои, по моје мислење, држава во Европа која има таков капацитет на високо нормирани стандарди на права и слободи, повеќе од пропишаните во Европа. Тоа беше евидентно и во Венецијанската комисија во однос на законот за употребата на јазиците. Уставниот суд ја одложи расправата, најверојатно ќе продолжи после изборите. Не станува збор за ограничување, туку за унитарност на државноста и практично и основите на Охридскиот договор се унитарноста на државата. За која Алек Мети вика дека он бил за унитарна држава. Унитарноста на државата и почитувањето на етничката и верската карта на Македонија. Овие избори, локални, за жал, ја покажа опачината која беше за очекување од максимата некои прашања не заслужуваат одговор, кога се спроведуваше референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа на 4. Поделба каже Тодор. Поделба не, затоа што е унитарна државата, територијалната организација на локалната самоуправа е по соодветен израз и уставен институт. На 4. ноември 2004 година, кога СДСМ воведе практично војна состојба во земјава. Ги сарди се избирачите. За жал, тука упадна и администрацијата на Џорџ Буш, 3 дена пред референдумот. Со признавањето на 4, на 7 беше референдумот, 3 дена пред референдумот, ја признаа државата под државното име Македонија, не република. Андов се спротистави на тоа, велики не е нашето име Македонија, ние сме Република Македонија. Меѓутоа, кога ги праша новинарите на Кондолиза Рајс, државниот секретар на Соединетите американски држави и председателот Џорџ Буш, зошто ја признавте државата под незиното со името Македонија, одговорот беше: ја признавме за да ги спречиме националистите во организацијата на референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа. И ние постојано тоа го повторуваме. Соединетите американски држави да бидат доследни на таа одлука и повторно да се воспостави државното име Македонија. Кога се одржа референдумот, ден на молкот, сабота во очи на недела, владата донесе одлука, министерот за економија, 24 часа да работат сите локали, ресторани. Логиката беше јајте, пиите, спиите, Америка не призна, името ние е зацементирано. Шуросоидите беа главни протагонисти. И практично изнудија со секакви репресивни мерки, тастери, шпиончиња, да ги одвраќаат, струјата ја исклучи во пола Македонија, ги раскопа улиците пред гласачките места. Воведоа воена состојба, само и само да ги одвратат граѓаните од референдумот. А ние предлагавме да остане старата територијална организација на локалната самоуправа со 123 општини и 7 во градот Скопје. Меѓутоа, очигледна беше намерата и во тоа успеа. Жртва на тој закон со убиство умислено беше атентатот врз Борис Трајковски, затоа што некој му се заканил во Советот за национална безбедност, ќе те ликвидирам ако ми ја демонтираш коалицијата со ДУИ, затоа што Борис Трајковски велеше: јас овој закон за територијална
Не го Организација потпишува. на локалната самоуправа, нема да го потпишам указот за прогласување на законот. И го ликвидира Борис Трајковски, законот помина. Како немој да ми ја уништиш коалицијата? Немој да ми ја растураш, ако ми ја растураш коалицијата, ако се обидиш да ми ја растуриш коалицијата СДСМ со ДУИ, Гансен Розис. ќе те ликвидирам, ќе те убијам. Добро, тоа е И Гансен Розис. Борис Трајковски се јавува кај Џорџ Буш и се закануваат за убиство. И мислам дека умислена беше таа авантура кон Босна, контролори француските контролори на летот, си отидоа за Франција без да бидат дел од истрагата и сите индици кажуваат дека практично живи паѓат, меѓутоа биле убиени на терен. Зошто? За да не се потпише за да пројде законот за територијалната организација. Последиците ги гледаме кои се. Еве го земеме само примерот со Чашка. Не е грев што и албанец е или било кој друг градоначелник. Дали е тоа предавство? Проблемот е што се разбере дека е веле предавство, затоа што Охридскиот рамковен договор гарантираше почитување на етничката и верската карта на Македонија. Меѓутоа, со придодавање на двете села од Велес, Горно и Долно Јаболчиште, кои практично во кои живеат, да кажеме, албанци, бројот на албанците во општина Чашка од 7 скокна на 37%. И очекувано беше ден само кога заради, еве да кажеме, и неажурноста, невниманието, немобилноста на СДСМ и на ВМРО ДПМН, дека ДУИ ќе добие градоначелник, ќе ја преземе општина. И тоа сега го тврдат, да покажеме кој е газда на оваа земја. Оно што го велам, најстаро право е правото на сопственост и наследство. И затоа војните во светот на етничка и верска основа. Големите сили така ги контролираат помалите. Предизвикуваат дестабилизација, со контролирање нестабилност, ги почнуваат конфликтите на етничка и верска основа и ги завршуваат со етнички и верски демаркациони линии. Господин Клетников, начинајно прашање за Чашка, тоа е епицентарот на Македонија. Центарот, Најголемата општина во централна Македонија. Како ви го толкувате? Ја кажав дека тоа е едно веле предавство. Таму има 5 музеи за државноста Тука и на Македонија. Горно-Врановци, Нова Македонија, кај што е... А Горно-Врановци судбината пак уште е поинтересна. Во времето кога Југославија склучи со Турција договор 1950 година за трансфер на муслиманите само од Македонија во Турција, цел Горно-Врановци и многу други се иселија, села со македонци се иселија во Турција, мора да бидат декларирани како турци, како што сега некои се пишат бугари за да земат бугарски пасош да заминат во Европа, не да живеат и да чмаат во Бугарија. Во иселените куќи се доселија, дивото се доселија албанци од Косово. И сега општина Чашка, односно Горно Врановци, Горно Врановци практично единствено населено место каде што нема трансформација на земјиштето, затоа што нема историја на движење на парцела, тапиите се на македонците, кои се во Турција. И за жал, кога доаѓаат, не може да влезат во своето родно место, бидејќи друг живе во нивните куќи. Како што маџирите, односно пондите од Мала Азија, ги доселија на македонците населно прогонете, да ги иска дел на Македонија. Кај ќе одам кога во куќа веќе друг живее. Грција е единствена држава во светот кај што во чиј катастар нема историја на движење на парцела, оти ќе дојдат до македонските тапи. Ние имаме тапија, 500 хектари земја јужно од Гевгелија, во Мачуково е сега Евзони, меѓутоа таа е грчка собственост. Ваше семејство. Да. Ваше. Што ќе додадете околу ова? Добро. Тодор даде една широка слика со многу ракави, да, многу нема што да се додава, но првичното прашање беше да дадеме еден портрет на СДСМ и Левица. За СДСМ се изјаснува многу пати и сега по нешто се изјасни и сум пишувал за тоа и има може 2-30 страни потрошив на една во моите колумни анализа меѓу Заев и Хитлер. Со тоа што му дадов предност на Хитлер над Заев, затоа што го победи Хитлер. Затоа што Хитлер без разлика што направи на светот, зулуми, концентрациони логори, не се огреши во таа смисла по идентитет, по тоа да го ликвидира собствениот народ, иако беше фрлен во војна над сега.
Значи, Хитлер го дигаше до небо својот народ како идентитет, како ариевска раса и така, не го понижи во таа смисла. Доде фашизмот си беше фашизам, фашизам имаше и Америка со Хирошима и Нагасаки, фашизам имаше и Англија 48 веднаш, така да не ги ставаме само германциве како фашистичка е целата западноевропска цивилизација, колонизаторска, знаеме кои се. И таа колонизаторска цивилизација, Европа не е ни Унгарија сега, ни Романија, ни тие што се, Европа сега е пак колониалистичка, пак во Брисел доминираат Англија. Англија се повлече за да ја понижи тој. Франција, Германија, така да другото видите дека Орбан единствено дигна глава Фицо. И за тоа сакам да кажам. После за левица не можам да кажам, не ми е јасна многу ситуацијата. Јас лично го поздравив вехементно во една колумна кога дојде Димитар Апасиев, така импонираше како еден човек и зналец на својата област и како етички. Така мислев, дури бевме на една дебата каде што на филозофскиот факултет каде што се одржуваше на тема одбрана на името. Така сме се сретнале неколку пати, после се обидов јас неколку пати да се видиме, тој не одговараше на ова, за да соработуваме заедно, мислејќи дека е така да му дадов вехементни овие поени пофалба, лично како што го направи тоа, да речем, една Билјана. Верувај. Но ако е тоа вистина, како што го слушаме од Шкарич, кој му бил професор, дека во емисијата дека тој бил за промена на името, а тој, доколку знам, не го демантирал до денес тоа Шкарич. Значи, јас го опишувам секој кој се изјаснува за промена на името, дури мене ми е одбивно и одвратно и сега ја гледам и по МТВ1, и по овие, и по Вечер весникот, и се вергла тоа Северна Македонија како да се платени за тоа. А веројатно и добиваат од негде тоа. Стопати повторена лага станува И вистина. така да воопшто тие луѓе за мене се бришани, бидејќи ако некој не знае, ја нема линијата генска на генот на предците и прапредците, од каде доаѓа струјата за неговиот идентитет, тоа ше бришано. Она што се однесува за суверенитетот, Тодор е малце утописта, он тврди дека ја така те разбрав Тодор дека така треба да биде. Тоа е друго, така треба. Иначе ние немаме воопшто суверенитет, ни државен, ни национален сега. Се е раскливано до ниво Нема треба да знаеме што значи за да се бориме за тоа. Така, јас реков дека Глигоров не знаел што значи име. Не знаат и сега многу, не знае. Значи, тоа има, за име знаеле многу тие магиските, старите култури, што е име многу повеќе од нас, затоа што кај нив името е живот. Тие имале двојни имиња на децата, тие магиските култури, Стар Египет, едни други, тоа останало и кај католиците, да речеме, Жан Пјер, не е случајно, или Пол Жан и така натаму. Значи, едното име било за јавна употреба, тоа било лажното име. А вистинското име, Македонија да речеме, како што е нашело, се криело да не го дознаат лошите сили. Ако се го дознаат, ќе умре племето, колективот, ќе навалат на него. Сега нам не го дознаат тие црни лоши сили името одамна и не ништат до крај. Сега малку во митологија отидовме во контекстот на ова. Иначе, територијалната поделба е исто меѓународен концепт за да се понижат, ништат и сепарира македонскиот суверенитет, распарча на делови, дојде до етнички судири, како и што доаѓало и, не дај Боже,
не се знае до кај ќе водат исто натаму работите, бидејќи како што гледаме, не се олабавуваат работите. Секогаш тешко се соработува во власта на етничка. Ние гледаме дека е тоа маки необични, дека мора да има од тој етнос, мора од тој да има, и така страдаат способните луѓе. Способните луѓе со високо рангирани на странски универзитети, што доаѓат овде. Син ми така отиде во Америка, дојде од најјак универзитет во Германија, падна во депресија, беше во емисијата на Томич. 4-5 години, детето тука не, ние да се вратам, да не се вратам. Ние велиме, врати се, си ја сака татковината, че беше професор во Германија. И го најдоа американците. Добиле, реферирале германци за него, доаѓа веднаш од авион, право во предавална на така и на. Зошто ги бркаме? Значи, едно дете имаме така. Како ни одат на нас деца од овде, а овде убави. Ние гледаме дека се билда една бирократија која седи, која го цица народот, една преполнети. Дури сега создадовме едно министерство, како се вика, Тодор, за бирократијата, нели? За администрација. За администрација, тоа е за бирократијата, не е за јавна, за трутови, што се преполнети канцелариите со нив и од кои добиваме многу лоша услуга. Меѓутоа има таму една реформа и токму тоа, мислам, е целта на министерот, заедно верам со владата, да направат рестрикција и редукција тоа што не чини да се Тема таква се испразниот кај селата се испразниот, луѓе од селата дојдоа во канцелариите за да гласаат за партиите. Ние знаеме дека таа бирократија ги донесуваше на власт и се уште ги донесува на власт. Меѓутоа сега постојат некои процеси за селекција, диференцијација во јавната администрација заради квалитет. Меѓутоа, следејќи ги процесите на имиграција, јас сметам дека за 10 години неќе имаме администрација, неќе имаме луѓе ни за просто администрирање на територијата. Затоа што просторот се празни. Погледнете го само колониализмот и империализмот, последиците од колониализмот и империализмот на Западот. Како е кроена Африка? Како се создавани државите? По етнички, верски основи? Не. Со лени или со шестар. Според суровинската база на земјата, според ресурсите, метали, минерали, потребите на Западот. Така ја кроеле судбината и на Балканот. Го поделиле Македонскиот полуостров, го поделиле на своји сфери на влијание, донеле суверени од нивни династии за да владеат со овие територии, тие си донели историчари кои им напишеле историја за територијата што ја владеат. Фалсификат некој. Да, секој тргнувајќи од приказната кој е постар јајцето или кокошката, дека го носи ексклузивното право империјално врз империјата Македонија и затоа се поделбите, расправите меѓу нас. И по логиката раздели па владе, ја гледаме судбината на денешните држави. Неколку елементи на Балканот се карактеристични. Секој ги обвинува соседите дека му ја крадат културата и историјата. Сите слават исти датуми настане личности. Само зависи кој од која страна на границата е, за да каже Моисе. И за Белград македонците се срби, за Софија бугари, за Атина грци, за Тирана албанци. Само кога ние велиме постои единство во агресијата на сите околу нас, затоа што после дисолуцијата на Југославија повторно реинкарнира темата Македонија. Окупацијата врз оваа територија и создавањето на нови нации и држави од Македонскиот полуостров резултираше културата и историјата, окупаторите да ја инкорпорираат како државна култура и историја. И сега, од кога повторно реинкарнира темата Македонија,
единството на сите околу нас во негацијата и агресијата, што ќе остане од нашата култура и историја, ако ова парче земја воспостави ексклузивно право врз културата и историјата. И затоа ни негираат име, јазик, култура, историја, граници, црква, држава, народ, по сите основи. И ние во тој амбиент треба да создаваме власт. Централна, локална. Да, знаете зашто, почитувани, во тие случаи мора, темата е локална, локални избори, но локалните избори не може да бидат отуѓени од оваа тема. Збориме за штетите што ни ги направили. Јас сакам да се обратам до сите симпатизери и членови на СДСМ. Верувајте ми, цело време имам да им се обратам. Кога ќе ме видите на екраните, знам дека многу од вас ме мразите, да не речам псуете, па дури ме колнете, затоа што јас за доброто ваше почитувани ме доживувате како некој непријател. Верувајте ми, добронамерен сум. Ако го спомнам Бранко Црвенковски, кој лично на Привен Депран не го обожавам, ми направи голема штета. Ама кога е да националните прашања, јас го поздравив, бидејќи Бранко Црвенковски не го сменил името, а му се можело. Значи, имаше можност и како премиер, и како председател на држава. Но, од друга страна, неговите сопартици, истиот тој аболициран што го му даде аболиција, се дрзнал, го сменил името и ја исчашил работата. Како да не критикуваме, почитувани. 7 години, морам ова, јас извинам, почитувани гости, 7 години ве оплячка народе мој 32 милиарди буџетски средства. Че имавте инфраструктура, не се уште простите ми на зборот, али тако, кенефи се тоа. Значи, немате ВЦ, немате канализација, немате струја, дури у Заес, родното место на Али Ахмети, нема канализација, а човекот вози Ролс Ройс, сватот вози некој Хамер. И се молам, Али Ахмети, Александар Антич, кој со плаштот на тоа дека он се бори за албанците, еве што сторил. И ред други работи. 32 милиарди евра оплячкани сте, почитувани, 7 години, и молчите. Сега, 500 милиона, Мицковски сема. Ја реков дека не сум апологет, еве, гледате, не сум функционер, ниту нешто добив од ВМРО ДПМН, али гледам за еднината на моите внуци, бидејќи синот чека ми натаму, спомна професорот, благодарам за здравството и за убиците. 500 милиона евра земани како заем, ги распореди на сите општини, и ВМРО-вски, и СДСМ-овски, и ДУИС, и ВЛЕН, и МЛЕН, и сите, за развојот на локалната самоуправа. И затоа ве молам да најдам на разбирање. Темата е таа, а разговорот се надоврзува за ова што Тодор треба да одговори за Левица и СДСМ и нивните големи штети врз Македонија, економијата, политиката и таа власт општественоста. создаде сиромаштија, емиграција и невработеност. За жал. Дали има место за лутење или за плукање, ако се критикува? Нема тука лутење, тука има уставност и законитост. Има кривичен законник за кој некој треба да одговара. За жал никој не одговара. Нема казнивост. Затоа продолжува насилството како инструмент за остварување на политички цели. Еве, ја бев жртва на таква обсервација, нападнато од 17 луѓе во центар Бутел. На Бутел. Да, 2016 година. Значи, те елиминира физички за да те отстрани од јавноста на јавната сцена во диалогот за разлика во мисла, не за уназадување, туку напредување на правата, положбата на граѓаните за да подобри услови за живот и работа. И затоа го спомнав јас трансформацијата на општествената сопственост. Една олигархија во времето на СКМ стана во наводници авангарда на новите односи капиталистички во државата. Кажи тајкун, дека се тоа И неколку фамилии стана газди, собственици на се во државата Македонија. Затоа изазот обичните луѓе од сиромаштијата и невработеноста го гледат во емиграција. За
дестинација каде што ќе имат подобри услови за живот и работа. Екзистенција. Бидејќи убаво е човек да ги види сите убави нешта додека е жив, меѓутоа преку се живота тоа да се случи. Убаво е да сите имаме услови за живот и работа, меѓутоа животот е прекус и затоа луѓето гледат тој живот да го искористат максимално, да создадат подобри услови за себе и за планират животот, својот живот, да. Но еве, во контекст на сето ова, видовме дека левица оди набаци рака кај Али Ахмети за гласови. Колко е тоа етички, морал? За партија до кој вчера плука и што не Затоа знам. кажав, многу е важна конзистентноста во политиката. Сите велат политиката е дел од најстариот занает на светот. Меѓутоа не е така. Политиката Велат за проституцијата, значи со неја ја доведуваат во контекст. Да, меѓутоа политиката во политиката доаѓа до израз менталитетот на луѓето пред да стапат во власт. Такви биле цело време. Точно е дека политиката не ги расипува Види, луѓето. Тодор, ја мислам, извини да не те да ти Директно мисла кажа да ти поставив. која идеја имаш. Алуцирав политичката партија која навистина се е магла. На Македонија и треба, еве уште ова. Јас сум за обединување на македонското јадро, да се дефинира. Значи, кога се гради нешто за Македонија, се прави, треба интеграција. Тоа што Дали се отсуствува во ВМРО ДПМН го експлоатират други. И затоа може би редно и во ВМРО ДПМН да се реализира она што е во името на партијата. Демократска партија за македонско национално единство. Кога националните интереси ќе ги прокламира партијата, не ќе има екскурзијанти кои шетачи. да, тие теми ќе ги експлоатираат, доведувајќи ги обичните луѓе во заблуда. Може би види, тоа е опомена и ВМРО ДПМН да не преиде во, како да кажам, во една состојба на опуштеност, олабавеност, она што го ветува да не го исполнува, бидејќи народот гледа и слуша. Народот дава, народот зима. Кај нас се доведуваме во една состојба не се гласа за поголемото две добра, туку за жал за помалото две зла. Таа парадигма треба да ја промениме. Секојаш треба да гласаме за подоброто, не за помалото зло од тоа што се нуди на пазарот. И тие што ветуваат, треба да знаат дека треба и да исполнуваат. Не е само да кажеме кога ќе дојдеме на власт името ќе го вратиме, а нема резултат. Кога ќе дојдеме на власт, уставбрените ќе ги ослободиме, а тие се уште чмаат во затвори. Тоа не морам да те прашам. Јас како председател на форумот Гласот на народот и како Светски македонски конгрес, први поднесовме барање до председателот Пендаровски, први бевме. Да. И тоа беше адакта ставено, едноставно ни го фрлија, без никаква оценка, без никаква рефлексија и се. Значи, еве земи го случајот со судството и обвинителството. Тие што го деформираа правосудниот систем со специјалното јавно обвинителство, разни мешетари од странство, тие што го деформираа тој систем сега не дозволуваат да се реализира довербата која не ја добија со интерпелација членови на Републичкиот судски совет. Да. Значи, изгласана е недоверба, собранието ги бира и собранието требаше да ги разреши. Некој им дигнал телефонот од амбасада, оставете ги и тие луѓе велат не си одиме, ние си седиме, што ако не изгласа? Што е скандал? Недоверба. Па скандал не виден. Скандал. Не виден, ама собранието го има инструментот да ги разреши. Тие подпишуваат пред председателот. Да. Но, професоре, да ве прашам во контекст на она мешетариња, на етнички, за мене шовинистички ставови на албанските политичари кои од Тирана испратија порака сите да гласате за градоначалници албанци. Во Кичево, видовте за тој неморален што уценувал вработени да му дадат француски бакнеш и да им седне у крило, че там пластичен ве молам. Тоа е Дехари, така ли се викаше, за колку гласа со авиони доаѓаа порано, ако не грешам. Од друга ситуација гласате за Барвеница, ве молам.
Како што се случи со поддршка на СДСМ во Чашка, па во Тодоре, подсетиме, Долени и така натаму. Од друга страна, јас кога реков дека ова е голем прекршок и Мицковски мора да му даде црвен картон на Билалка Сами, со чии гласови македонски добил на изборите во Тетово, па кажал, од контекст ми е извадена изјавата. Ве молам за ова шовинистичка политика. Да, тоа е тешка тема. Знаете, ние сме обкружени за жал со непријателски настроени комши. И тоа е толку очигледно, се гледа од авион. Грците одамна сонуваат не само идентитетски, туку и физички да ги снема македонците. Бугарите, бугарската хиена, ја викам. Исто. Не се. За жал и албанците, Албанија, зборувам од Тирана. Ако влезе во Европска унија, може комотно тоа. Добро, не, зборот ми е дека и тие се настроени, не баш при... Крунски доказ за тоа е Тиранската платформа. Таа идеше Вашингтон вија Тирана, Скопје. Значи, таа беше проект албанско-вашингтонски, како сакате. И тоа што нашите албанци домашни не се благодарни на некоја македонска доблест. Еве така тоа, че се осмелам да го кажам и тоа е вистина. Тоа го покажува следниот податок. 99 година НАТО ја бомбардираше Србија, но ги бомбардираше и албанци. Се тука, ова не беа само. Значи, тогаш не ги, како и секогаш тие што прават зло, не ги земат да помогнат после ова, не ги земаат ни американците, ни... Дојде една маса, така што велам, од живо месо и солзи, и така, од 3-400.000 косовари во Македонија. Знаете, за една таква крев. Баш када не зборуваме што Бранко Црвенковски или кој даде 200.000, околу 200.000 пасоши, што е потеп за една мала земјичка на косовари, на албанци. И така, значи, македонците со отворено срце ги примија овие. Немаше ни никакво спротивставување политичко, ни од граѓани. Македонците се такви, бескрајно гостопримливи и го покажа и тоа. И што се случи? Само после 2 години вратија со терор врз македонците, Али Ахмет и неговата банда, подпомогнати пак од Западот, тука најголемо учество има, за жал германците, кои јас едно време ги сакав многу, ама после тоа не сум им баш така. Значи, тоа се покажа дека нема да идат наарно работиве, посебно што Западот имаше стратегија да ги доведе после во власта и да го направи тој понижувачки преспански договор за македонците како капитулација. Така, тоа беше се во стратегијата, сум пишувал ја за тоа, да се доведе Македонија не до очај. Затоа што очајот е енергетска емоција која доведува до револуција, до ова. Ако е очаен човек, реагира. Него проектот беше да се доведе психолошки не до очај, туку до апатија, што и ни се случи. Да речат луѓето, па се едно ние, вие рековте дека ова партија што е опозицијска на СДСМ, дека беше против менување на името. Но пазете, јас и Тодор со неговиот македонски конгрес и ние со македонски манифест, Родина и некои мали, лаевме како кучиња по плоштадите, додека никош не излегува тие на протест. Пазете. Дали им беше шепнато од некоја амбасада, трајте, седете мирно, чекајте, че ви дојде време. Пазете, тоа се болни факти. И тоа се знае. Така да, проблемот со нашиве домашни албанци и со Билалка Сами, треба да ја разберат она дека македонците никогаш не биле против нив. Историјата со албанците одамна е лоша за македонците во смисло, знаеме ние за качачките терори, за
албанизација на македонците по основа на јазик, како го примиш јазикот ти се остава верата, ако ја примиш верата ти се остава, имале такви. И сега кога живееме заедно би требало навистина, а не да го растураме македонскиот идентитет. Па видите колку терористички музеи никнани из Македонија со картата на голема Албанија во склоп. И тоа е многу тажно. Јас имам одлични пријатели албанци. И албанскиот народ е добар народ. Тој е домашниот. Тоа го тврдам, нема лош народ. Се согласувам. Ама има политичари, водачи заразени со трибалистичка свест. Пазете, трибалистичката свест е палеолитска свест на ордата. И така Билал Хасани припаѓа на тој тип на свест. Трибалистичка, и тука нема поместување, за жал. Тука треба некое просветление од Господ, што се вели, за да ти влезе зрак на свеста, како што се случуваат од Господ и некои такви убави настани на цивилизацијско ниво. Јас би ја спомнел, например, Ренесансата во Европа. Што сега, тоа е Господова, да речеме така. Некој ќе рече, види го ефтин зборува глупости, мистицизам, но не е така. Наеднаш некој, значи, треба некоја енергија, некој зрак да влезе добар ангел или во тебе да влета за да се прева. И тоа, видите, ние добивме, да речеме, директорка на клиниката за биохемија, за некој... Да, за ова... Токсикологија. За токсикологија, која не знаеше македонски, па македонците се плашаа да влезат таму, кај ќе влезат. И никој не знаеше ни кој ја довел, ни од каде си, директорува си, и за каков суверенитет зборуваме. Не е ли срамота да зборувам? Мене ми е срам да зборувам за суверенитет. Затоа што тоа не е. Само тој случај да е со таа директорка нема суверенитет. А не со тоа што е тотално испрлени се асномските критериуми, што се од ова 100 пати се менува устав кој е света работа еднаш. Пак, еве, имаме притисок и ние го фалевме Вајц. Не е точно, Вајц. Предлогот на Вајц беше перфидно направен, таму се спомнуваше единствено во извештајот македонскиот јазик, беше, значи намерно беше проблематизиран. Никој не го прочита тоа. За повторно да се сугерира дека... Да направат уставни измени. И така, таму и сега беше фон дер Лајен, зошто беше? Шо бара мајки тука? Таа е персона нон грата кај народот. Нека си ја прима политика. Не сака да е. Под истрага е. Таа е од фашистичко семејство, колку знам. Че не наречат антиевропски настроени. Јас сум антиевропски, еве, јас признавам дека сум антиевропски. Ама против колонизаторска Европа, која и денес во Брисел ја водат. И таа која има направено милиони злосторства во светот. И знаете што рече за тоа Џани Инфантино, председателот на ФИФА во Катар, кога му правеа овие, го напаѓаа овие Запад, Катар, демек не способен ово, за да ги земат капиталот, парите. И кога човекот се изнервира, јас пичувам за тоа 10 пати го цитирам, дека кон Европа се обрати, и сега е уште председател на ФИФА, Европа треба 3000 години да му се извинува на човештвото за злосторството што ги направило. Цели цивилизации ликвидира, таа напредни со големи знаења од науката, од уметноста, маја, ацтеки, инки, и после се распослани светот, па Индија, англосаксонците ја држаа 300 години. Португалците ја колонизираа Индија. И сега, кога гледав во хистори, дознав дека и холанѓаните ја тероризирале како колонизатори. Знаме, еден голем, па Кина ја тероризира англичаниве, одцепија колонија од него и така. Значи, таа цивилизација, станува збор за една цивилизација која има огромна култура, пази. Оти Господ го дал Шекспир и други гении, ама тие не можат да ја спасат таа цивилизација од варварството. И тегот
и во Римската империја, тегот, кога цивилизација, варварство се, култура, варварство се елементи на цивилизацијата, основни. И кога ги ставиш на тег на Терезија, што се вели во римската цивилизација со огромна култура, културата и варварството, ќе видите дека варварството претегнува. Како и во Европа западна. Не може да ја спаси ни Анштајн, ни Гете, ни Иго, ни кој не знам, ни Планк од нејзините варварство огром. И се уште ги прави ни светот. И тоа по најголемото за мене варварство сега, која го направи во Европа врз еден цел народ, тоа е врз македонскиот. Направи идентитетски геноцид. А идентитетскиот геноцид од сите антрополози е означен како најстрашната смрт од сите видови на смрт што може да му се случи на еден народ. И затоа јас не ја сакам Европа. Не ја сакам таква Европа. Јас сакам културна Европа. Токму тоа. Но таква варварска на Брисел. За мене Брисел е, знаете зошто они се викаат Европска унија основа? За да го скријат своите злосторства. Оти во таа унија пак доминираат колонизаторските. И зошто не го примаат Балкан они? Уште го сметаат за варварско победата над фашизмот, они го прогласија за Ден на Европа. Но, како и да е, да го скријат фашизмот. Се појавува една пролет, зборам за Вишеградската група, тоа се земји кои навистина покажа спротивно видување од оваа Европа што вие спомнувате, која најавува антитакви активности што ова Европа ја прави, тука се Унгарија, тука е Чешка, Словачка. Тоа е Европа. Која дефинитивно и подава рака и на Македонија. Значи, ние географски сме во Европска унија, да се разбереме. Ние припаѓаме таму. Ние сме Европа пред Европа. Да. Господо, значи не останува... Европа името го носи по едно населено место во Македонија. Тука и се корените. Да. Пред вашите пораки со оглед дека има околу 9 минути до крајот на емисијата, еве, навистина ми интересира околу ова изгласањето и изборот на градоначелник на град Скопје, со оглед дека имаме едно лошо искуство, што градот навистина воопшто не ја заслужува тој атрибут да се рече метропола, главен град и се тона, од несолвентноста на кадрите, од несолвентноста на политиките и се тона. Имаме два концепта. Видов еден дуел, навистина што за мене е нонсенс, меѓу способноста и она парадирањето. Се работи за Мацановиќ, кој се вика, и господинот Георгиевски. Еве, од вас двајца би замолил еден портрет да направите. Со кого да почнем? Со Тодор. Градоначалникот треба да кореспондира со Советот, бидејќи сите одлуки од него зависат. Така. А видовме дека како функционираше локалната власт во градот Скопје за последните 4 години. Немаше никаква функционална власт, никаква корелација помеѓу градоначалникот и Советот и за жал страда локалните интереси и проблеми на граѓаните. Затоа сметам дека можеби на овие избори сега во вторник, Во недела, во недела, на 2 ноември, знаејќи каков е веќе составот, бидејќи распоредот на советничките места заврши во првиот круг на 19 октомври, треба да резултира со градоначалник кој ќе кореспондира со мнозинството од пратениците на партијата која што припаѓа, за да имаме функционалност во остварувањето на проектите на законските надлежности и градот да не се претвори во најголема депонија во Европа. Затоа што од анимозитетот на едните кон другите страда градот и здравјето, соодветно и животите на луѓето. Половина од државата живее во градот Скопје. Сите патишта водат кон Скопје. Сите водат патишта кон Скопје. Јас верувам дека ќе бидат повторно фер, слободни, демократски изборите и на
втори задутре. Дали треба да провладува рациото или инаетот? Па нема тука инает. Мислам дека рационално ќе биде гласањето кај избирачите во изборот на кандидатот. Разликата беше евидентна. Колку? 90.000? 90.000. Не верувам дека прегрупирање се можни по основ на верска основа за да станеме Лондон со Муслиман градоначалник. со пакистанец градоначалник. Меѓутоа, сите се еднакви пред уставот и законите. Граѓаните верувам дека рационално ќе гласаат во изборот и Скопје треба да добие градоначалник кој функционално ќе работи со советот за да се надминат сите проблеми во градот Скопје. Господине професоре, кажете ми дали градоначалникот треба да биде аналфабет, да не знае колку јавни предпријатија има во градот, да не знае основни поими. Да, тоа ми ќе видите ја како мислам. Повелете. Мислам дека градоначалникот е еден вид микропремиер или микропредседател. Добар термин. Тоа е така да Скопје е 1/3 од популацијата на Македонија. Тоа е во мала рака, мала Македонија, еве така да речеме, и тоа е многу одговорно. Главен град е, доаѓа странци тука да гледаат кои сме и што сме. Беше еден холанџанец, читав едно интервју него од тие слемери кои победи на тој слем турнир некој, со насловот дека Македонија ја запознав, има извонредно богата култура и многу ѓубре. Да. Ако има ѓубре во градот, во државата, за мене е ѓубре политиката. Така. Тие се ѓубриште. Сега, градоначалник е исто како премиер. Што треба? Ако и премиер, и председател, и градоначалник, и други што имат такви, ако немаат визија, човек без визија не е вреден за една таква. Што значи визија? Визија значи јас не се слагам да го исчисти сега ѓубрето и така да нешто да поправи, туку да го гледа Скопје после 20 години, после 30, како и државата. Да ја гледаме ние дека, например, кинезите и русите кои сега не сакаме да ги погледнеме и да ги изговориме, дека за 20, 30, па и за 50 години ќе бидат одлучувачки, да речеме. Мора да има Европа веќе станува за Кина. Да има таква визија. Значи, кој да победи тука, ако е човек со визија, ако е човек со морален капацитет, ќе се бори лавовски и јас мислам дека ќе ги победи и тие советници, ако е јака личност, јака личност. Иначе, сметам дека овие за жал во политикава кај нас не одат многу честни луѓе и не знам и дали воопшто одат така со полн капацитет, морален и така, нека не ми се... За мене важно е за единиците на локалната самоуправа, пред се централната власт да го отворили барањето на Лондон за изградба на мигрантски кампови, како прифатилиште на тие што не добиле азил за престој во Велика Британија, затоа што тоа ќе ја промени етничката и верската карта на државата, односно на единиците на локалната самоуправа, на општините, како дополнителен проблем во однос на тоа што сега го имаме. И пред се ни треба централна власт која ќе го регулира соодветно законски книгата на државјаните, државјанството и матичните книги. Бидејќи од граѓаните и нивниот број, идентитет, зависи локалната заедница. Професор, една минута, ова е ваша камера, порака до гледачите. Повелете. Па порака до гледачите. За 2 ноември. Па нека гласаат според своја совест и нека гласаат со надеж, бидејќи многу ми навелат дека надежта последно умира, ама ако умире надежта и не е надеж, значи нека се надеваат и нека имаат верба во себе и во Македонија. Мислам дека треба да излезе веќе Македонија од калта и дека попресуден за тоа е нејзините жители кои не се во власт, отколку самата власт.
Но за тоа да биде така, треба да бидат многу храбри. И јас ги повикувам на храброст. Кој ли тоа? Народот Тоа е секогаш, тоа камера. народот секогаш е во право и верувам во неговата волја и на овие избори. Ќе победи слободниот избор, демократијата, за да имаме надеж за подобри услови за живот и работа во Македонија, наместо Израел да го бараме во емиграција. Почитаме пред да ве поздравам, да кажам ја една завршна порака. Вечер возборувавме за совеста, одговорноста и еднината. Македонија пред историски момент. Дали конечно ќе ја избере стабилноста, разумот и вистинската државност. Народот знаат кој работи, кој се крие и која сака Македонија. Во недела молкот нека биде молитва, а во понеделник нека се слушне гласот на народот. Да победи разумот, да победи Македонија. Јас сум Слободан Томич, почитувани вашиот домаќин, кој го води овој форум 25 години, се вика гласот на народот, а тоа е Божји глас. Затоа реков нека биде молитва. Молитва за спас на Македонија, молитва за спас на за вашето безпатие во кој се најдовте сите овие години изминате, особено последните 7 години, кога ве предадоа, продадоа, обезличија, ве оплячкаа и што ти не. Затоа, почитувани, излезете масовно, бранете Македонија. Како моите двајца соговорници ви испратија силни пораки и знам дека ќе допре до вас и в недела масовно на избори. Да сте ми живи и здрави за многу години Македонија, да живи Македонија. Да сте ми живи и здрави. Благодарам многу, Петро. Благодарам. Господ со нас и со Македонија. Амин. Пријатна вечер. На демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.